Повисока за 1 денар ќе биде откупната цена на винското грозие годинава, но приносите се очекуваат да бидат помали поради пролетните мразеви и невремето што ги погоди лозовите насади. И покрај тоа што квалитетот на грозието е добар, од Асоциацијата на земјоделци Земнет телевизија вела дека годинава нема да има род како лани. Според последните најави на новото раководство на Министерството за земјоделие, сортата вранец треба да се откупува по 21 денар за килограм, а смедеревка по 20 денари, но официјално се уште не се потврдени цените. Па бербата треба да започне оваа година, може ќе биде со намален принос, затоа што имаше на некои површини измрзнување зимото, меѓутоа квалитетот е добар. Цената ќе биде према ланската со 1 денар покачена, да речеме, лани вранецот беше 20, сега треба да биде 21,30 и смедеревката лани беше 19, сега е 20. Мислам, тоа са изјави на министерот, кој беше у Кавадарци на некој состанок, меѓутоа тоа уште не е потврдено од винариите. Па се уште не можеме да знаеме колку ќе биде, затоа што март месец имаше измрзнување на некои површини, затоа ќе видиме кога ќе почне бербата. Па има, да, и од невремето има некаде погодено во некои региони, така да затоа се уште не знаеме како ќе биде овогодишниот род. Лозарите велат дека најавената цена е далеку доволна за трудот и трошоците што ги имаат во текот на целата година. Особено тешка е оваа сезона, бидејќи покрај ниската цена, ќе имаат и помалку грозие за продажба поради намалениот род. Как ќе кажат, голем стак ќе биде. Може и без пари да ги земат, од кај се. Лојсто што 20 август се бере, почине се бере. На вас суша може и 15. Цело зимо, кроиш, влечиш прачки, врзуиш, цело време. Си работиме така. Ще видиме сега како се каже времето. Има лоша година се погоди. Капка не падна во тоа. Ракија, маџун правиме, во тоа теглата е тоа што. Ама не го сакат. Под друмите не го сакат црното грозде. Што да му правим? Тоа е колку? Домашна ракија. И мотика сетија се качеја на орао. Да копаш. Тешко ли? Тешко, како не е тешко. Што ќе донесе годишната берба ќе се знае во септември, кога ќе се собере грозието и ќе се направи конечната сметка.